По транспарентност Штип е прв во регионот, а шести во државата. Ова го покажува последниот извештај на Центарот за граѓански комуникации, испитувајќи ја јавноста во работењето на општините и на државните институции, односно на сите министерства во текот на минатата година. Во Штип е измерен индекс на транспарентност од 73,1%. Ваквата статистика секако е пофалба за општина Штип и за локалната самоуправа. Тоа е резултат на една макотрпна работа која што трае повеќе години, речиси една деценија, и порано имало вакви статистички показатели, се правеле вакви листи во кои што општината секогаш била меѓу првите 5-6 општини по транспарентност. На што се должат ваквите резултати на Штип? Ние од 2009 година континуирано работиме на што поголема отвореност на општината, издаваме електронски билтен за новинарите и граѓанските асоциации, се разбира контактираме се почесто со граѓаните, на отворено на терен, испраќаме SMS пораки со податоци, отворени се сите институции во поглед на, односно сите служби во поглед на контакт со граѓаните. Позитивно изненадување кога во прашање е транспарентноста во регионот Екочани. Овде е измерен индекс на транспарентност од 61,2%, што е поместување за цели 17 места нагоре, односно за 9 индексни поени, па од општина со просечна транспарентност Кочани стигна во групата на добра. Во групата на добра транспарентност нема други општини од регионот. Останатите 9 се наоѓаат во група со просечна, слаба или многу слаба транспарентност. Така Зрновци е на 38-то место со 47,8%, пред Виница, која е 46-та со 44,8% на јавност во работата. Чешиново Облешево е во групата на слаба транспарентност и се наоѓа на 58-то место со 37,3%, додека Карбинци е на самото дно во категоријата многу слаба транспарентност со 2,9% индексни поени од можни 100. Истражувањето е направено врз основа на податоците што општините ги имаат објавено на своите веб страници, но и според дадените одговори на доставените прашалници, а содржале прашања за пристап до информации за надлежностите и за услугите на општините, како и за буџетската и финансиска транспарентност.